100 контейнери денес пристигнаа во кругот на јавното предпријатие ИСАР, кои ќе бидат дистрибуирани на повеќе места во градот. Се реализираше, набавивме 100 канти, односно 100 контейнери за фрлење на смет од 1,1 метри кубни. Проценатната вредност беше 1.500.000 денари, ни падна тендерот на 730.000 денари, што значи дека за 7.300 денари имаме еден контейнер. 100 контейнери се наброи, ќе бидат поставени ширум целиот град. Со самото тоа ќе добиеме почист град, ќе добиеме повеќе контейнери за фрлење на отпад. Старите дотрајани контейнери кои што ги имаме низ градот ќе бидат заменети со нови контейнери, со овие сега што ги добивме. Се надевам дека граѓаните ќе како наш партнер ќе ги прифатат контейнерите и ќе ги фрлат своето ѓубре, ќе го фрлат во самиот контейнери, а нема да го фрлат до нив. Освен контейнерите, Бојаджиев најави дека во теќе распишување на тендер за набавка и на 800 канти за домаќинства. Од кои 400 граѓаните ќе може да се купат на град Штип на 12 рати, додека другата канта ќе биде гратис, ќе бидат во две бои. Во едната боја ќе се полага органскиот отпад, во другата боја граѓаните ќе може да фрлат пластика и сето оно што може да го продадат, да имат одреден економски бенефит и тие, а и ние. Борис Панов, раководител во секторот за комунален отпад, со апел до граѓаните да не ги уништуваат веќе поставените контейнери, како што тоа беше случај и досега. Пепелта со жерта да не се фрла во контейнерите, да се фрла обичниот отпад, а пепелта со жерта се тргаат настрана, да се стават во метални канти, како не би се оштетили овие контейнери. Претежно се оштетуваат контейнерите во централното градско подрачје, позади културниот дом, кај трговскиот центар. Значи, таму кај што има најголема количина на смет и таму кај што имаме потреба многу голем број на контейнери како би се одржала чистотата на ниво во централното градско подрачје. Инаку досега јавното предпријатие ИСАР претрапе 10.000 евра штета од страна на несовесните граѓани кои ги уништувале поставените контейнери во централното градско подрачје и околните населби. Само во зимниот период досега биле запалени над 40 контейнери.